Imame абсурдна ситуација од човечки, од правен, од политички, од кривично правен, кој сакате аспект, со овој последен случај познат као Кичаец. Ја не сум чул, не сум прочитал вест во било кој светски медиум дека се случил таков настан на било кој континент, дека човек кој е во притвор направил сообраќајка. Барем да го во затвор се извинувам, направил сообраќајка. Барем да го возел затворското комби. Има и такви работи кои разнесуваат, работа на дистрибуција на продукти. При тоа бил со двајца странски државјани. Бил со двајца странски државјани. Тоа посебно ме интересира и од аспект на ова што сега го работам. Кои се тие странски државјани? Дали може би едниот од нив не е двоен државјанин? Македонски и со тоа другото. Тоа ќе биде многу интересно да се види, али да оставиме истрагата и тука да каже до крај дали е ова точно. И навистина не може да разберам и како правник меѓу другото, да на човек кој е во затвор служи во тој момент или треба да служи затворска казна, вие му давате мерка притвор. Човек кој е во затвор добива мерка, тој треба да се врати во затвор. Притворот е мерка за да го обезбедиме лицето, тие три основи да не ги направи. Тој е во затвор. Не може да му даш притвор. Таму изворишниот проблем е веројатно како воопшто тој заврши во Струга, во отворено затворско одделение, со право да се движи надвор. Е истиот случај. Сосема накуса. Тоа е постојано во градот. Сосема накуса за истиот. Една друг аспект на тој случај. До ден денеска ја не знам кое соопштение е покредибилно. Дали она која вели дека добил 30 дена отпуст, да биде на слобода, затоа што тој имал аритмија, или затоа што мајка му имала здравствени проблеми. И, значи, зборувам за соопштенија кои се лиферувани од официјални институции. Тоа мора да се расчисти. Тоа мора да се расчисти, просто кажам. Особено ако некој има потреба од такви дополнителни исследувања, кардиолошки, да вози автомобил, да вози со патници со себе и така. Навистина многу апсурди. Не би сакал да влегувам во патетика. Најмалку сакам тоа да го правам по повод вакви трагични случаи и во време кога имаме национална жалост прогласена. Меѓутоа, ако за аритмија се дозволува 30 дена отсуство, имаме луѓе, имаме и жени во затвор, бивши функционери кои своите деца 1-2 години не може да ги видат, не може да викенд да добијат, освен преку затворските решетки, и тоа не е правилно и не е праведно.